На утринските муабети на Делчево 365, еден ден пауза поради, би рекол сега и веќе спектакуларниот настан ретро поп рок вечер кој се одржа во Делчево. Во саботата на 13 јуни беше направена една вистина добра забава која не потсети на времињата кога во Делчево свириле групи како Рок Удар, Пацифик, Експерти, Нови Талас, Брицови деца, Црни орли и многу други. Дел од членовите на групите направија вистинска забава, а присутните танцува, играа рок-н-рол, игра на рок-н-рол музиката, која навистина потсети на тоа време пред 40 и повеќе години. Сега нов ден, понеделник, 15 јуни. Неделата така помина и таа со одмор, со малку спорт, со посета на градскиот базен Сафрон кој започна да работи од петок, а вчера времето беше пријатно за посета на базен исто како што и денес. Нема сомнеш и дека денес ќе има, ако ништо друго, барем многу деца кои ќе го посетат. Денес се отвора и новата сезона во комплексот Sunrise, а имаше најава и за останатите комплекси дека деновиве ќе започне летната сезона. Што би издвоиле од викендот? На настанот ретро поп рок вечер беше присутен и градоначалникот кој исто така даде добра оценка. Претходно тој се врати од Благоевград каде имаше свое обраќање пред присутните во рамки на еден исто така убав настан. Во кој беше поврзан со музиката. Гости беа Каролина Дуке Бојаджиев и некои други изведувачи од Македонија и Бугарија. Имаше доста коментари на неговиот профил зошто прво се обратил на бугарски јазик па потоа на македонски, но тоа го оставам сами да го прочитате. Најважно е дека Делчево ги продлабочува врските со Благоевград. Претходно Гоцевски го покани Бајкушев, градоначалникот на Благоевград во Делчево, на еден настан организиран од страна на општина Делчево. А и ова за Гоцевски е втора посета за кратко време. Претходно исто така имаше, гостуваше на еден меѓународен настан во оваа општина. Еве, доста раздвижено, ова се со сигурност бугарски државјани, ги познавам. Се познава дека не се од овде, секојдневно овде може да се сретнат. Знаете, откако оставија во Бугарија еврото како платежно средство, како да поскапе се така некако. Во разговор со пазарџи, најчесто кога доаѓаат на пазарот, велат самите бугари. Инаку, што би кажале друго? Денеска сме поканети во библиотеката од 12 часот на еден настан во организација на Сдруженијето Аронија. Ќе видиме за што се работи, најверојатно за новиот проект кој ова сдружение го реализира.
колку време зборуваме, 5 минути до сега, еве. Пардон. Време е полека за пауза за административците. Имале средба денови со градоначалникот кој инсистирал да се почитува работното време. Штрк со широко расширени крилја, бара храна во блиската брегалница. Овде се чека дали има некоја наградна игра, еве, во Спар. Ќе мора да бараме од друго место она што сме тргнале да го купиме. Само ќе направиме овде пресек, бидејќи таму улицата се уште не е асфалтирана и се крева прашина доста. Најавени се некои попусти, награди. Ето така оставиме неколку минути да гледате само видео кадри, ние тука ќе се одјавиме. Ќе ви посакаме пријатен ден. Дали работен, дали ден за одмор, се едно. Тоа е тоа.